Поради недоразбирање во сообраќајот до борба за живот, 14-годишник и татко и син завршија на скопските клиники, откако вчера вечер со ножеви се пресметале во Чаир. Според информациите од ургентен центар, 14-годишникот бил донесен со убодна рана во градниот кош. Ноќеска му извршена хируршка операција и му изводен дел од белиот дроб. Со тешки телесни повреди, меѓу кои убодна рана во градниот кош и левата надлактица на торакална е хоспитализиран и 56-годишникот кој што бил дел од пресметката. На домашно лекување е пуштен неговиот син, кој поминал со полесни повреди, односно имал убодни рани на абдоменот и левата шака. Денеска од торакална засител потврдуваат дека двајцата хоспитализирани пациенти се во стабилна општа состојба. Инцидентот е пријавен и во МВР, но оттаму велат дека се уште работат на расчистување на случајот. Вчера во 19 часот и 48 минути во СВР Скопје било пријавено дека на крстосница од улица Цветан Димов со улица Џон Кенеди по претходно недоразбирање настанала физичка пресметка помеѓу 14-годишникот Скопје и лицата СР на 56 години и ФС на 18 години, двајцата од Скопје, при што биле употребени ножеви и лицата си нанеле повреди. Сител официјално дознава дека инцидентот се случил поради недоразбирање во сообраќајот. Пресметката кулминирала кога двете страни извадиле ножеви и си нанеле повреди. Инциденти од ваков вид честопати ќе се најдат во полициските билтени. Експертите од областа велат дека е неопходна итна стратегија, но и промена на легислативата, со која во пракса ќе се казнат сите, меѓу кои малолетниците, кои се шетаат со ножеви или други орудија. Значи, не можеме да ја стимулираме културата на насилство. Она што подитно треба е да се направат веднаш и брзи интервенции во законот, и законот за семејство, и законот за образование, и во сферата на социјалните дејности, каде што ќе има програма како да се реагира пред да се направено, да се воспитуваат во духот на ненасилство, меѓутоа и како да се санкционира. Мора да има соодветни санкции. Габриела Лескова, Сител телевизија.